Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Државната изборна комисија ги објави првичните резултати од локалните избори, според кои победа во првиот круг за градоначалник на општина Кочани оствари Николчо Илиев, кандидат подржан од коалицијата на СДСМ. Тој доби близу 56% од гласовите и оствари разлика од над 3700 гласа во однос на своите против кандидати. Убедлива победа каква што СДСМ не постигна од подолго време во Кочани, се оценките од анализите за постигнатите резултати на локалните избори. Кандидатот за градоначалник Николчо Илиев оствари победа уште во првиот круг, иако во услови кога има тројца кандидати, обично се прават калкулации за голема веројатност да има и втор. Сепак, според првичните резултати од Општинската изборна комисија, бројот на гласовите што тој ги доби ниту теоретски не се достижни за останатите двајца кандидати, без разлика дали се поднесени жалби или забелешки за бројот на неважички ливчиња. Едноставно, разлика од над 3700 гласа воопшто не може да се анулира, за да се добие нова шанса во евентуално прегласување или пак втор круг на гласање. Официјалните податоци на Државната изборна комисија велат дека Николчо Илиев доби 11622, Радко Димитровски 7895, а Методи Јованов 298 гласа. На гласање излегле 20827 граѓани, што е 62,65% од вкупно запишаните 33246 гласачи во изборниот список. Пребројувањето покажало дека 1013 ливчиња се неважички, но тоа не го менува крајниот резултат. Што се однесува за листата на советници, таму состојбата со добиените гласови е нешто поразлична, но сепак мнозинството во Советот на општина Кочани ќе го има коалицијата предводена од СДСМ. Нивната листа за советници доби 10570 гласови, листата на ВМРО ДПМН 7960, додека независната листа на носителот Венко Крстевски 1314 гласа. Според Донтовиот модел за распределба, СДСМ во Советот ќе има 10 советници, ВМРО ДПМН 8, а независната листа едно советничко место. Бројот на неважички ливчиња овде е 982. Соопштувањето на резултатите од почетните 15 на гласачки места, меѓу кои и од оние што се сметаат за традиционални поддржувачи на кандидатите на ВМРО ДПМН, беа сигнал дека победата е повеќе од известна, па нецели 3 часа по завршувањето на изборниот процес веќе започнаа да пристигнуваат најави за победа на Илиев и за советничката листа на коалицијата на СДСМ. Тоа беше и причина за голема прослава во трговскиот центар, каде на час 2 до полнок се собраа голем број членови, симпатизери и граѓани поддржувачи на социјалдемократскиот блок. Со музика и песна, тие ја прославија победата, за која рекоа дека е историска и оти доаѓа во вистинскиот момент за да запре уназадувањето на општината и регионот. Втор круг гласање за избор на градоначалник ќе има во општините Виница, Зрновци и Чешиново Облешево. Ниту еден од кандидатите не ги добил потребните над 50% гласови за да ја преземе функцијата уште по првото гласање. Во Виница, Зрновци и Чешиново Облешево по 2 недели граѓаните повторно ќе гласаат за да го изберат новиот градоначалник. Недоволниот број гласови да се избере прв човек на општината во првиот круг ќе ја продолжи предизборната кампања и ќе им даде шанса на кандидатите да придобијат нови гласачи. Според првичните резултати што ги соопшти Општинската изборна комисија, во Виница кандидатот на коалицијата на СДСМ Ивица Димитров добил 5113, а кандидатот на ВМРО ДПМН Мартин Павлов 4852 гласа. Нешто помалку од 1,5% му бил потребен на Димитров да оствари победа во првиот круг. Што се однесува до резултатите за места во Советот на општината, листата на СДСМ освоила 4978 гласа, листата на ВМРО ДПМН 4579, а листата на Народното движење за Македонија 402 гласа. Со тоа, СДСМ ќе има 8, а ВМРО ДПМН 7 советници.
Во Зрновци, кандидатот за градоначалник предложен од ВМРО ДПМН Блаже Станков доби 791 глас. Потоа следува кандидатот на СДСМ Ванчо Митев со 460, Методи Николов, подржан од група избирачи, има 310, а Киро Коцев од Социјалдемократската партија на Македонија 27 гласа. Тоа значи дека во вториот круг одат Станков и Митев. Кај листите за советници, најголем број гласови, 700, има онаа на ВМРО ДПМН, додека листата на СДСМ има 605, а листата на група избирачи со носителот Владо Ристов доби 203 гласа. Според тоа, ВМРО ДПМН и СДСМ ќе имаат по 4 советници, а во советот ќе влезе и носителот на листата на група избирачи Ристов. Во Чешиново Облешево ќе има втор круг на гласање за градоначалник меѓу двајцата кандидати со оглед на малата разлика во добиените гласови. Горанчо Зашов, кандидат на ВМРО ДПМН, има 1977, а Горанчо Крстев, кандидат на СДСМ, доби 1938 гласа. Кај листите за советници во предност е онаа на ВМРО ДПМН со 1796, пред листата на СДСМ со 1642, додека кандидатската листа за советници на Народното движење за Македонија доби 486 гласа. Во Советот на општината, ВМРО ДПМН и коалицијата на СДСМ ќе имаат по 5, а Народното движење за Македонија ќе има 1 советник. Граѓаните на општина Кочани искористија можноста да гласаат за подобар живот на сите, рече кандидатот за градоначалник Николчо Илиев во своето прво обраќање по добивањето на довербата од гласачите. Според него, убедливата победа на локалните избори е во корист на сите оние кои сакаат заеднички да се гради подобар живот за сите граѓани. Првичните резултати што ги добивме од Општинската изборна комисија ни даваат за право да соопштиме дека Кочани на овие избори избра промени за подобар живот, рече Николчо Илиев, кандидатот кој доби најголем број гласови за градоначалник. На пресконференцијата пред зградата на општината, тој оцени дека изборите биле фер и демократски, упатувајќи благодарност за добиената доверба. На 15 октомври Кочани ја искористи историската шанса и гласаше фер и слободно. На овие избори покажавме дека можеме да бидеме пример за демократско однесување. Задоволен сум што до гласачите стигна мојата порака, дека се е минливо и менливо и дека човечноста и мирот треба да бидат постојани. Почитувани сограѓани, резултатот што го постигнавме е убедлива победа во корист на сите граѓани што сакаат заеднички да градиме подобар живот. Ви благодарам на сите кои што во мене препознавте човек со одговорност кој што може да ја води општината во наредниот период. Според Илиев, предстои работа за намалување на политичките спротивставености во општеството. Сега имаме шанса со компромис и толеранција да градиме хармонија во нашата заедница. Без омраза, гнев и страв, да ја намалиме политичката поларизација. Сега е вистинскиот момент да воспоставиме нови стандарди во работењето и во живењето во нашата општина. Професионалност, одговорност, отвореност, отчетност. Само така ќе изградиме подобар живот за сите во Кочани. Подршка за заложбите на Илиев даваат и советниците од коалицијата на СДСМ, кои присуствуваа на пресконференцијата. Благодарност за искажаната доверба од гласачите и добивањето место во Советот на општина Кочани упати носителот на независната листа советници Венко Крстевски. При тоа најави иницијатива паушалите на советниците и платата на градоначалникот да се пренаменат во општински солидарен фонд. Ја упатува мојата благодарност до сите граѓани кои гласаа за модерно, прогресивно и урбано Кочани, како и на нашите сограѓани во странство кои ни ја даваат поддршката, но немаа можност да гласаат за движењето Младите за Кочани на независната листа за советници, рече на пресконференција нејзиниот носител Венко Крстевски. По добивањето на едно место во Советот на општина Кочани, тој најави исполнување на заложбите во предизборната кампања. Единствено нешто што можеме да ветиме е дека нашата борба ќе биде енергична и гласна за подобра иднина и просперитет на младите во градот. Воедно сакам на господинот Николчо Илиев да му ја честитам заслужената и убедлива победа, да му посакам многу среќа и успеси. Во чест на денешниот светски ден на гладта,
Упатувам порака до господинот Илиев, кој е еден од неуспешните бизнисмени во државата и еден од најбогатите луѓе во градот, да даде подршка на нашата иницијатива за формирање на солидарен фонд кој ќе биде од помош на социјално загрозените семејства од градот, односно да се откаже од своите месечни примања кои на годишно ниво се 1.190.000 денари бруто. Ние, јас, како иден член на Советот на општина Кочани, ќе поднесем иницијатива членовите од советничките групи својот месечен паушал да го пренаменат за истиот солидарен фонд, доколку иницијативата не помине со нивна подршка, јас еднострано ќе се откажам од својот паушал за сметка на солидарниот фонд. Во обраќањето до граѓаните беше дадена оценка и за текот на изборниот процес. Изборите поминаа во фер и демократска атмосфера. Значи, ние сме задоволни од резултатот, мислиме дека ова е огромен успех и прв ваков чекор на една независна листа да влезе со кандидат во Советот на општина Кочани. Нашата борба продолжува, ќе бидеме тука, ќе ги следиме сите активности, ја повикуваме јавноста и луѓето кои имаат идеи и проекти да се приклучат на нашето движење. Крстевски најави дека во Советот ќе има конструктивна соработка за да се реализираат заложбите за напредок и развој на општината. Учениците од младинската организација Единство од Средното општинско училиште Лјупча Сантов донираа за загрозените ученици од училиштето. Организираа хуманитарна акција по повод Светскиот ден на глата 16 октомври. Светскиот ден на глата 16 октомври го одбележаа учениците членови на младинската организација Единство од Средното општинско училиште Лјупча Сантов. Организираа хуманитарна акција преку која им се пружа помош на социјално загрозените ученици од ова училиште. По повод денот на глата, скоро секоја година организираме хуманитарна акција на која што продаваме храна која што ја самите приготвуваме. Исто така ни помагаат многу локални фирми во акцијата и се надевам дека ова ќе стане традиција која што ќе одржуваме секоја година и ќе помагаме на оние кои им најпотребна нашата помош. Собраните средства планираме да ги донираме на наш соученик од гимназијата кои што му се многу потребни. Околу 11% од светот или 800 милиони луѓе се гладни. Гладот е причина за смрт кај речиси половина од децата под 5 години. Тоа значи околу 16.500 смртни случаи на ден. Светот произведува доволно храна да ги нахрани сите, но третина од неа се губи или залудно се троши, што е еднакво на 1,3 милиарди тони храна годишно. Голем дел од луѓето не се запознаени што всушност е 16 октомври, зашто го празнуваме овој ден. На 16 октомври е меѓународниот ден на гладта со која цел е да ги поттикнеме луѓето и граѓаните во поразвиените земји како и во нашата, заедно да помогнат да се реши овој проблем на гладта и на сиромаштијата. Учениците на крајот беа задоволни од проведената акција, како и од собраните средства, бидејќи одзивот за продавање на храната е на завидно ниво. Учениците се заблагодарија на професорите и на менаџерскиот тим на училиштето, кој што им излезе во пресред за организирањето на хуманитарната акција. И по 10 години од смртта на Тоше Проески, кочанци со солзи се потсетуваат и ги пеат неговите песни и на личните контакти со него. Навршија 10 години откако пејачот го загуби животот во сообраќајна несреќа, што се случи на 16 октомври 2007 година кај Нова Градишка во Хрватска. Да можам бар да се разбудам во свет на љубовта, без стари договори и тие се ништа. Чекам што ме да меја. Денеска на 16 октомври се навршуваат 10 години од загинувањето на големата македонска и балканска музичка ѕвезда Тоше Проески.
Одавајќи му почит, 12 маратонци од повеќе градови од Македонија во 17 часот го почнуваат својот маратон од Нова Градишка во Хрватска, каде Тоше Проески во 2007 година во автомобилска несреќа го загуби животот. На овој тажен ден и кочанци се подсетуваат на неговите песни, но и на личните контакти со пејачот. Тоши Илиев, кој што лично го познаваше Проески, на секој 16 октомври со солзи во очите се подсетува на моментот кога Проески за него одржа хуманитарен концерт во Кочани и му помогна околу собирањето пари за операцијата која што му го спаси животот. Загубата се чувствува и се уште и на овој 16 октомври, кога пред 10 години загубивме наш пријател, наш ангел и наша звезда во секој поглед. Еден човек во права смисла на зборот, кој луѓето, неговите фанови, а и општо луѓето од Македонија се уште не можеме да го заборавиме и да го преболиме. Јас како негов, ајде да кажам, личен познаник и личен пријател, се обидувам да го зачувам и да го продолжам на некој начин тоа што тој го започна. Ќе продолжиме и понатаму со традиционалниот концерт по патеките на Тоше и со различни други организации. Од фондацијата Тоше Проески најавуваат дека маратонците утре во 18 часот ќе бидат пречекани на градскиот плоштад во Скопје. Во Крушево пак веќе се пристигнати фановите на Тоше од Хрватска и од Србија. Во спомен куќата се изложени околу 350 експонати, собственост на семејството на Тоше Проески, и за 6 години откако постои музеот го посетиле повеќе од 500.000 гости од Македонија и од светот. Од фондацијата Тоше Проески најавуваат и нов албум кон крајот на ноември и почетокот на декември. Се работи за песни снимени на англиски јазик на Тоше Проески во студиото на Енди Рајд во Лондон. Се подготвуваат и видеата за новиот албум. Тоше Проески загина на 16 октомври 2007 година во својата 26 година од животот во сообраќајна несреќа на автопатот Загреб-Липовац во Хрватска. Пејачот спиел во джип кој беше управуван од возачот Ѓорѓе Ѓорѓевски, кога удри во шлепер кој се наоѓаше пред него. Тоше со неговиот ангелски глас во 2004 година беше именуван за регионален амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ. Тој е добитник на хуманитарната награда Мајка Тереза. Во текот на својата кариера, Тоше сними 10 албуми, а последниот на кој работеше беше Игри без граници. После неговата смрт беа објавени уште 3 албуми со негови песни. Тоше студираше соло пеење на Академијата во Скопје, како еден од најдобрите студенти во својата генерација, а својот прекрасен вокал продолжи да го усовршува во Њу Јорк, кај познатиот професор по пеење Вилијам Реј, кој го подучувал и Лучијано Павароти. Još uvijek sanjam da smo zajedno, ko nekad davno ti i ja, ali jutro svaki put mi pokvari tu slatku prevaru i san. Награда за најдобра кореографија и изведба за фолклористите од ансамблот Кочани на Балканскиот фолклорен фестивал во Приштина, Република Косово. До крајот на месецот, кочанските фолклористи ги очекува гостување во Словенија. Прва награда за најдобра кореографија и најдобра изведба освои фолклорниот ансамбл Кочани на меѓународниот Балкански фолклорен фестивал, што викендов се одржа во Приштина, Република Косово. Во конкуренција од фолклорни групи од Косово, Албанија, Србија, Бугарија, Турција и Романија, кочанските фолклористи се вратија со освоени 2 први награди. Ние учествувавме на концертот во саботата и се представивме со 3 кореографии, со кореографија Овче поле, со машкото оро Чангулово и со женското оро Лазаринки. На фестивалот зема во 2 дена, на 2 фестивала, зема учество негде околу 17-18 групи и од сумирањето од 2 дена ние ја зазедовме првата награда за
кореографија и сценска изведба на женската група од фолклорниот ансамбл за орото Лазаринки. До крајот на овој месец за кочанските фолклористи следува гостување во Словенија на фестивал кој што го организираат македонците во градот Јесенице. Инаку во последните 3 години фолклористите од ансамблот Кочани се доста активни во изучување на нови кореографии и ора под раководство на нивните ментори и наставници Ристе Ѓоргиев и Јана Николова, кои што доста амбициозно влегоа во раководството на ансамблот. Станува збор за изучување на ората Овчеполе, Малешевија, Малешевка, Лазаринки и Пијанец. Во просториите на библиотеката Искра во вторник 17 октомври со почеток во 9 часот ќе се одржи општинскиот надпревар млади библиотекари. Истиот е во рамките на одбележувањето на месецот на книгата. По повод месецот на книгата 2017 што се одбележува од 15 октомври до 15 ноември, општинската јавна установа библиотека Искра од Кочани најавува реализација на неколку значајни активности кои имаат за цел популаризација на книгата и истата да биде достапна до идните читатели од различни возрасти. Од позначајните манифестации за вторник 17 октомври со почеток во 9 часот е закажано одржувањето на општинскиот надпревар на млади библиотекари што ќе се одржи во просториите на библиотеката Искра во Кочани. Според најавата на овој надпревар се очекува да земаат учество 13 надпреварувачи од 4 основни училишта од градот Кочани и од основното училиште од Оризари. Најуспешниот надпреварувач ќе представува општина Кочани библиотеката Искра на предстојниот државен надпревар на млади библиотекари што ќе се одржи во месец ноември. Кочанската библиотека во рамките на месецот на книгата започна со запишување на првачињата како идни членови и читатели, а ќе го реализира и традиционалниот саем на книгата, кој 10 дена ќе биде отворен во просториите на библиотеката, а излагачи се очекува да бидат издавачки куќи од Македонија. Литературниот клуб Копнеш, кој работи во состав на библиотеката во рамките на месецот на книгата, ќе реализира литературни читања и посета на детската градинка и основните и средни училишта во Кочани и населбата Оризари. Следува информацијата од спортот. Викендов се одиграа надпреварите во првенството во втората лига Исток, во кое Осогово на домашен терен доживеа пораз од Борец 1919 од Велес. Со тоа наместо извлекување од долната зона на табелата, кочанскиот второлигаш заглави на последната позиција. Во саботата се одиграа надпреварите од 8-то коло во првенството на втората лига Исток, во кое фудбалерите на Осогово како домакини на средбата со Велешки Борец 1919 останаа без бодови. Велешани беа поупорни и поефикасни и на крајот славеа победа од 2:1. Со поразот, жолтосините ја продолжуваат лошата серија со 4 надпревари без победа, од кои дури 3 се на домашен терен. Дека средбата со Велешани ќе биде тежок предизвик за нашиот второлигаш се види уште во првото полувреме, откако гостите покажаа дека не допатувале за да се бранат. Таквата стратегија им донесе успех и во 24-та минута со голот на Ристовски дојде во водство од 1:0. Наместо опоравување од шокот, домашните фудбалери продолжија со дефанзивата, па 10 минути подоцна гостинскиот тим имаше уште една 100% шанса за погодок, што не ја искористи Ѓоргиевски, откако домашниот голман Лазаров интервенираше ефикасно. Во второто полувреме односот на силите на теренот малку се измени во корист на домашните фудбалери и тие уште во почетните минути тргнаа во напад, па во 53-та минута со голот на Ѓоргиевски од слободен удар Осогово го изедначи резултатот. Иако присутните на стадионот Никола Мантов очекуваа пресврат на резултатот, со оглед на шансите што ги имаа жолтосините, сепак до тоа не дојде. Нереализираната шанса во која домашните имаа 4 играчи против осамениот гостински голман ги чинеше скапо, откако во 74-та минута екипата на Борец дојде во водство од 2:1. Голот го постигна Пановски по еден школски одигран напад со неговиот соиграч Велјановски. Со поразот, Осогово останува на досегашните 7 бода и заглави на последната позиција. Ист број бодови има и Каменица Саса, но поради подобрата гол разлика е едно место погоре. Во следното 9-то коло што ќе се игра в сабота, нашиот второлигаш ќе гостува во Штип против второпласираната Брегалница 2008.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова понеделничко издание на вестите на Канал 8. Ви посекуваме пријатна вечер. Довидување.